Новогодишни украси, шарени лампиони, различни свекници изработија ученици од Средното општинско училиште Јане Сандански Струмица. На штандот кој беше поставен во Струмичката гимназија беа изложени рачно изработени предмети, плетени изработки новогодишни честитки, а средствата собрани од нивна продажба ќе бидат донирани во хуманитарни цели. Ние во рамките на училишната компанија, учениците изготвихме најразновидни божикни и новогодишни украси, кои моментално се изложени на штандот. Истите ќе бидат продавани по символични цени, а прибираните средства ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Така, работевте во групи или само? Во групи. И што изработи вашата група? Па нашата група изработи најразновидни честитки. Исто така снежковци од Торис. Ние работевме подолг временски период. Работевме исто како и другите во групи. Нашето мото беше да изработиме новогодишни сувенири. Како што може да видите во позадина, ова исто така е наша обработка. На нашиот штанд има различни производи. Бидејќи јас сум економист, имав можност да видам како се формираат цените и исто така денес во нашето училиште можев да видам како се продаваат. Новогодишниот базар, организиран од страна на Средното општинско училиште Јане Сандански, се одржува традиционално секоја година, а учествуваат професори и ученици кои се дел од креативното ќоше на гимназијата. Оваа година не е прв пат, тоа веќе полека станува традиција во нашето училиште. Пред новогодишните празници, нашите ученици да ги покажат своите креативни способности. Токму од тие причини, гледајќи дека имаме работа на вистина со ученици кои што поседуваат огромен креативен потенцијал, се одлучивме оваа година да формираме една секција насловена како креативно ќоше, во која што се вклучени ученици од прва до четврта година, кои што за себе сметаат дека се креативни и со нив работиме 4 наставници. Покриени се сите класови, значи она што е позади нас е дело на вредните раце на учениците од креативно ќоше. Самостојно изработија и еден штанд со нивни производи. Средствата кои што ќе се приберат од продажбата на тие производи ќе бидат дарувани во хуманитарни цели. Не сме одлучили уште каде. Денеска во рамките на нашето училиште имаме организирано новогодишен базар, во кој учесници се учениците кои учествуваат во креативното ќоше на училиштето и учениците кои посетуваат практична настава во четврта година во нашето училиште. Тие изработија своји штандови за своите деловни партнери, за своите купувачи и за сите ученици и организираме хуманитарна акција продавајќи најразлични производи и средствата ќе ги намениме за хуманитарни цели. Средношколците од Јане Сандански понатаму продолжуваат со хуманитарни активности. После новата година тие ќе го одржат традиционално новогодишно божикниот концерт кој годинава ќе биде посветен на Мајкл Џексон.